Добро утро, токму на темата Млади утрово разговараме со Ристо Савевски, председател на Младински образовен форум, и Матеја Несторова, координаторка на дебатната програма во МОВ во Скопје. Добре дојдовте во Македонија наутро. Ристо, ќе започнеме со вас, иако пошироката јавност знае кој е МОВ, меѓутоа за оние што не знаат, што представува оваа организација, која е вашата мисија и кои се вашите активности на кратко? Добро ве најдовме. Младински образовен форум е организација основана уште во 1999 година. Оваа година прославивме 25 годишен јубилеј. МОВ е младинска организација која ги учи младите на дебата и критичко размислување, правни знаења, како да го комбинираат својата креативност за да направат одреден активистички подвиг во нивната околина. Во рамки на МОВ постои и Радио МОВ, првото онлайн младинско радио, кое им дава простор на младите слободно да се изразуваат, што ги немаат можности да се изразат во традиционалните медиуми. Во моментов имате отворен јавен повик за нови членови на дебатните клубови. Тука е Учиме право клубот, дебата, артивизам и новинарство. За кого е наменет овој повик и колку членови ќе бидат дел од истиот? Повикот е отворен за сите средношколци во Македонија. Може сите слободно да се пријават. Повикот може да го најдат на нашата веб страна, на нашите Инстаграм и Фейсбук профили. Овие клубови ќе се случуваат еднаш во текот на неделата, претежно се викенди, каде што младите, освен што ќе можат на неформален начин да ги научат работите што не се учат во училиште и во училница, да стекнат многу други пријателства, да стекнат нови знаења, да имаат можности да прошетаат и се разбира многу други работи пропратени што не можат да ги стекнат во формалниот образовен систем. До кога е отворен повикот? Повикот е отворен до 13 октомври. Матеја, вие сте координаторка на програмата за дебата. Што нуди оваа програма за учесниците на истата и што ќе научат средношколците од учеството во дебатната програма на МОВ? Програмата за дебатната програма на МОВ им нуди на младите да научат пред се критичко размислување и аргументирано изразување. Во текот на годината во МОВ, средношколците ќе научат како да дебатираат во WordSchools форматот на дебата, што се улогите на говорниците и ќе научат компетитивна дебата која ќе им помогне да ги развијат своите способности за анализа, и тоа е нешто што формалното образование во моментов не може да им го даде на младите. Каков е интересот во моментов? Сакаат ли младите да дебатираат? Апсолутно да. Супер. Ристо, за крај, уште едно прашање до вас, кои се следни активности што МОВ ќе ги реализира во идниот период? Така, кон крајот на годината имаме национално дебатно првенство за почетници. Тоа важи за сите средношколци кои ќе се вклучат во дебатните клубови. Во рамки на Учиме право програмата имаме посети на институции, како на локално, така и на национално ниво, и активизам клубот ќе произведе голем број на акции кои ќе покренат свеста на јавноста за разни проблеми. Ристо и Матеја, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Ви посакуваме успешна работа и да се надеваме дека голем дел од младите ќе бидат дел од клубовите на Младинскиот образовен форум. Вани и Кристина, тоа беа Ристо Савевски, председател на Младинскиот образовен форум од Скопје, и Матеја Несторова, координаторка на дебатната програма во МОВ.